Добро вечер, драги центарци, почитувани скопјани. Многу работи веќе се кажа, а јас нема да го следам она што ми е подготвено, но сакам да кажам неколку работи. Утре и во наредните денови, на 8 мај особено, ќе бидеме сите соочени со истата дилема. Дали да излеземе да гласаме, за кого да гласаме, имаме ли таква дилема, имаме ли опција? Но мислам дека како проваѓа кампањата, многу јасни стануваат двете опции. Имаме два блока, два избора, две опции. Едната е нашата, која што нуди европска сегашност и европска иднина, која што умее да ги признае грешките, која што умее да се бори за граѓаните. Драго ми е што доктор Милена изнесе дел од овие работи, затоа што многу брзо заборавивме некои работи, а некои работи многу и сакаме да ги запомниме. Меѓутоа, овие 7 години покажаа дека Македонија може да биде поинаква држава. Покажавме дека може да има и слобода, и демократија, и тешки одлуки во интерес на граѓаните, и да се пребродуваат кризите успешно, и да одиме напред. И на вистина сме отидени напред. Дали е доволно? Сигурно дека не е. Но дали сме единствената опција што може да ги исправи тие грешки и да продолжи да води државата напред? Сигурно да. Од другата страна, имаме опција која што се нарекува за твоја Македонија, повторно твоја. Па кога беше таа Македонија понивно твоја, односно нивна, центарци најубаво паметат како тоа изгледаше. Колку круга требаше да се гласаат за да се избере слободно градоначалник. Дали можеа да работат сите лифтови во сите згради или некои беа заглавени намерно? Дали беа истоварани и носени луѓе тука за да ја менуваат изборната волја на граѓаните на центар? Дали никнуваа згради токму таму каде што немаше режимот поддршка политичка? И затоа центарци знаат, и затоа вечерва се во овој број тука, и затоа нашата победа ќе започне токму од центар и утре во наредните денови. Не е главниот проблем на ВМРО-ДПМН тоа што правеле катастрофални грешки. Главниот проблем што не се извинија за ниту една од нив. Денеска, ако ги погледнеме нивните собири и митинзи, тие изгледаат исто како пред 11 години. Може да ги видите и Јанкуловска, може да ги видите и Пешевски, Ставревски. Значи, само уште шефот им фали од Будимпешта, за да биде сликата комплетна. Тоа ВМРО треба да ни донесе некаква слобода, демократија и развој. Тие луѓе кои што се символ на заробена држава треба да ни ја вратат Македонија да биде повторно наша. Тие можат само повторно да ја заробат. И сите оние кои што од оправдани или неоправдани причини сметаат дека е подобро да се оди во прегратките на режимот, ќе бидат употребени само за една употреба. И затоа да гласаме сигурно. Да гласаме за коалицијата за европска иднина, да гласаме за број 1 и да не погрешиме затоа што тие грешки скапо секогаш не чинеле. Знам дека очекувавме сите и сакавме сите многу повеќе во борбата против корупцијата. Но јас ве уверувам дека таа борба допрва ни започнува. Во овие 7 години има работи што беа постигнати, има работи што не ги направивме, има работи кои не вратија назад. Има прашање од еден наш поддржувач, господинот Илиевски, што е тоа ветинг? Може ли да објасните што е тоа ветинг? Ветинг значи проверка на потеклото на имотот на сите суди и обвинители, на секој функционер во политиката, проверка на сите релации, лични, роднински, бизнис релации на нивните семејства и отстранување од системот на оние луѓе на кои што ќе им се утврди конфликт на интерес и на кои што ќе им се утврди прекумерен имот, кои што не можат да објаснат како го стекнале.
Не може од државна плата да станете милионери. Тоа е невозможно. Ако сте станале од државна плата милионери, значи не сте заработиле честно. Ако не сте заработиле честно, вашето место не е во правосудниот систем, во обвинителството, ниту во политиката. Тоа значи ветинг и на тој ветинг овој пат нема да отстапиме. Под притисок или со мислење, предходно, пред 7 години, на Европската Унија, не го направивме. Затоа што се плашеа дека ќе биде неуспешен како во Албанија во тој период. Да го направевме, до сега ќе беше друга држава Македонија. Ве уверувам дека наредниот мандат тоа ќе ни биде еден од главните фокуси и никој не може веќе да не поколеба во тоа. Тој ветинг мора да го направиме и мора и во политиката, и во судството, и во обвинителството кадрите и луѓето да се делат само на честни и нечестни, на способни и неспособни, на искрени и лажни. Затоа сум сигурен дека ниту утре, ниту наредните денови нема да погрешиме. Затоа што ме прашуваат како знаеш. Знам дека срцето на Македонија е црвено, борбено, социјалдемократско. А душата е прогресивна, жолта, сина, европска. И со тоа социјалдемократско срце и со таа европска душа можеме да веруваме силно и да се избориме за победата. Да живее СДСМ, да живее Европската иднина, да живее Европска Македонија.